Како што видовте, денеска сме тука на клиниката за радиологија, пуштајќи го во, на некој начин, промовирајќи го новиот акцелератор, за кој што е инвестирано околу 3 милиони евра, значи околу 2,7 милиони евра за самиот акцелератор и нешто околу 200 и нешто илјади евра за бункерот, кој што се реновираше, односно се адаптираше за да биде прикладен за ставање на еден и користење на еден ваков апарат. Така што можам да кажам дека завршена една голема работа, посебно што наскоро, уште за некој период, ќе истече времетраењето на другите два акселератора, за кои што пак во текот на следната година ќе се распише нов тендер за набавка, така да и постојните два ќе бидат заменети со нови. Така што можам да кажам дека завршена една значајна работа, апарати кои што се многу потребни, кои што многу се користат. Да подсетам дека за вакви апарати се склучи договор за набавка и во Битола и во Штип. Во Битола веќе почна градбата на бункерот, така наречениот бункер кај што се става овој апарат. Во Штип треба наскоро да започне градбата на бункерот. За двата се склучени договори, што значи станува збор уште за подготовка на соодветни услови за да можат тие да се вградат во бункерите. Така што од тој аспект мислам дека вршиме една доста добра работа со набавката на овие апарати. Ова се дел од апаратите што се набавуваат за целото здравство, за сите здравствени установи. И таа набавка е околу 100 милиони евра, како што знаете, во последните 2-3 години. Успешно се одвива набавката и е во самиот финиш на завршување на тој проект, што не значи дека по завршување на тој проект ќе застанеме и дека понатаму нема да инвестираме. Напротив, и понатаму ќе се инвестира, но може да се каже дека со завршување на овој проект од околу 100 милиони евра за нова опрема и апарати се врши една сериозна промена во нашето здравство со нова опрема, некаде замена за стара, а некаде каде што воопшто немало одредени апарати, сега веќе ги има. Паралелно се вршат и обуки за лекарите за користење на апаратите, за да можат на најефикасен начин да ги искористат. До каде е изградбата на новиот клинички центар? Од она што сум информиран, наскоро, мислам дека некаде следната недела, треба да се достави идејно решение од страна на проектантот, идејно решение, односно три варијанти на идејни решенија, од кои што треба да се избере едно или комбинација од трите, пошто проектантот ќе започне со правење на главниот проект. Главниот проект треба да заврши некаде на есен, пошто ќе се распише следната есен тендер за градба и ќе започне градбата на новиот клинички центар, се надевам до крајот на есента или така некако. Важно е дека во меѓувреме ќе почнат и работите за рушење на еден објект кој што на чие што место ќе биде новата зграда, така што нема да се губи времето само во проектирање, туку и во подготовка на теренот за градба на новиот клинички центар. Какви ефекти очекувате во најавените 2600 години? Знаете, тоа е решавање на еден горлив проблем на една исклучително чувствителна, односно ранлива категорија на граѓани, поделена во 4 категории на граѓани, 4 ранливи категории на граѓани. Едната категорија е долгорочно невработени лица над 10 години. Втората категорија е семејства кои што немаат ниту еден вработен, домаќинства кои што немаат ниту еден вработен. Тука влегуваат исто така и еднородителски семејства, односно самохрани родители. И последната многудетни семејства, последната категорија многудетни семејства, така што сите тие се специфични категории на кои што им е потребна подршка. Јас сум свесен дека со ова нема да ги решиме сите проблеми во оваа категорија, бидејќи бројката што може да ја абсорбира државната администрација и воопшто државните институции во овој момент е ограничена. Меѓутоа ќе решиме голем дел од проблемите и практично имајќи во предвид дека поставивме многу јасни услови и критериуми, со кои што не може да се наруши редот на примањето, односно ќе бидат примени оние кои што се во најтешка положба во тие посебни категории. Значи во сите 4 категории по 400 лица ќе бидат примени, но имајќи во обзир дека многу е стрикна категоризацијата, односно бодувањето, нема да може да се например некој да отиде понапред или поназад. Убеден сум дека на овој начин ќе успееме тие што се најзагрозени во тие категории да им излеземе во пресед, да бидат примени на работа, да бидат обучени и да се стават во
корис на работењето на институциите кои што ќе ги примат. И ова е одличен потек пред донесување на Законот за јавна администрација со кој што значително ги зголемуваме критериумите за прием во државната и во јавната администрација и воопшто во државните институции. Критериуми кои што практично нема да може многу луѓе да ги поминат, затоа што ќе бидат доста високи критериуми и ќе влегуваат во администрацијата луѓе кои што имаат најголемо знаење, најголеми вештини, образование, онаму кај што е потребно искуство и воопшто најголема конкурентност. Може ли само еден коментар во однос на најавената посета на Кетри нешто? Значи, очекувате ли еве да лобира, да посредува во однос на решавање на спорот за името и за влез во Унијата? Не би преюдицирал што ќе правите, а може би кај неа да се обратите да ги чуете незините намери. Благодарам. Не би преюдицирал.